Може ли Македонија да ја победи Данска повторно? Може ли Кире Лазаров повторно да ја предводи фалангата до нов успех против олимпискиот и светски шампион, како оној пред 5 години на неговото селекторско деби? Дилемите ќе ги разрешиме вечерва против олимпискиот и светски шампион Данска. Најдобриот европски стрелец Кире Лазаров знае како против фаворитот. Знае и како да победува, но и нема преголеми очекувања за почетно изненадување на турнирот. Го играме првиот надпревар против најдобриот тим во светот во последните 10 години, Данска. Нема потреба да трошиме зборови за нивниот тим и да ги повторуваме истите работи. Многу сме возбудени што ќе играме против нив, тие се дома, тоа ќе биде многу тешко за нас, но немаме што да изгубиме во овој надпревар и ќе се обидеме да уживаме во него. Македонската јавност е свесна за силата на вечерашниот противник. Ретко кој очекува изненадување, но Кире Лазаров знае како да се победи светскиот и олимписки шампион. На дебито како селектор успеа да ја победи Данска со 33-29, со што најави дека новата репрезентација може да продолжи да ги следи успесите на своите претходници. Македонија 8 пат поред игра на европските првенства, подвиг кој им успеал на само мал дел репрезентации од европскиот крем. Со континуитетот Македонија покажува дека има сила да се носи со најдобрите, а второто коло се очекува да биде клучно за остварување на зацртаното пласман меѓу најдобрите 12 на стариот континент. Со континуитетот Македонија покажува дека има сила да се носи со најдобрите, а второто коло се очекува да биде клучно за остварување на зацртаното пласман меѓу најдобрите 12 на стариот континент. Португалија ќе ни биде противник за 2 дена. Надпревар кој ќе треба да се добие ако сакаме да го подобриме пласманот од претходното европско првенство кога завршивме на 17-тото место.